Драги гледачи, на мој огромно задоволство ќе позборуваме со една талентирана и млада девојка, станува збор за Бојана Андоновиќ, која што е позната под цртањето на карикатури. Од кога се појави незината жилба, кои се незините идни планови и што најмногу исполнува во оваа професија, ќе ни одговори самата Бојана. Бојана, пред се јас сакам да ти ги честитам новогодишните и божигните празници, ти посакувам убава година исполната со многу успеси на кои што ќе бидеме сите горди за тебе и се најдобро. Многу ти благодарам, Надица, за прекрасната најава. Пред се ти благодарам за поканата што ме покани да бидам дел од вашата емисија. Исто и јас сакам да им ја честитам новата година на сите ваши гледачи и да им посакам се најубаво и се надевам дека ќе им биде интересен денешниот разговор и дека ќе уживаат исто како јас и ти што ќе уживаме во нашиот разговор. Така, ние да се надеваме дека оваа ситуација со COVID-19 ќе се среди, па те поканувам во студиото на Mnet телевизија, каде што и двете ќе пиеме кафе и уште нели така ќе се позборуваме за многу работи. Да се надеваме дека оваа година, дека од претходната се што сме пропуштиле ќе го добиеме оваа година, само нека биде убава со многу здравје. Сега како што спомнавме, ти си позната по сликањето на карикатури. Зошто одбрава професија, што беше она пресудно за да се одлучиш токму за тоа да го работиш? Па вака, првен би сакала да кажам дека јас своето образование го насочив кон уметноста. Значи, откако завршив основно училиште, се одлучив да одам во средно уметничко Лазар Личијановски во Скопје. Таму завршив 4 години во класата на професорот Сашо Варјактарев. Подоцна, кога завршив средно, имав малку дилема што, како, дали да продолжам, дали да не. Сепак бев во тие години што пак се прашував дали да продолжам со уметноста или да застанам тука, но верувам дека и на тебе ти е јасно и на сите луѓе кои што почнале едно нешто да го работат, што го работат со задоволство, дека сепак не би менувале нешто, туку би продолжиле да се едуцираат и да се надградуваат на тоа поле. Па така и јас после средното уметничко се одлучив да одам сепак на нашата ликовна академија во Скопје. И таму завршив 4 години, здравје сега ја припремам дипломската да ја бранам и со оглед нели на околностите на самиот факултет видов дека всушност додека студирам јас можам да се насочам и на нешто друго што ми е од таа струка и така почнав да работам со карикатури, со нарачки, со луѓе и сега за сега одлично ми оди. Мислам, неблагодарна е вака јас самата да се фалам, но навистина одлично ми оди бидејќи имам одличен фидбек од луѓето. А тоа ми е најбитно и потаму ми е и најголемата инспирација. Кога некој ќе ми нарача карикатура и ќе ја добија со одушевување од негова страна, со насмевка, со благодарност кон мене, тоа ми е одлична мотивација да продолжам и понатаму. Така, дали се сеќаваш кој беше твојот прв цртеж на цртање на карикатури? Дали го поклони некому? Да, тоа беше прва карикатура на мајка ми. Неја ја насликав прво, мислам тоа беше не можам да кажам аматерски, не сакам така да зборувам за себе, но сепак не беше до тој степен толку добра како што ги правам денеска. Денеска веќе гледам да пазам на секој детал, да изработувам со многу поголемо внимание и посветеност. А тие првите ми беа секако поклонети на најдобрите другарки. Првата ми беше конкретно на мајка ми и денеска ја чуваме и јас знам да се искритикувам, да кажам на моја сметка, аман мамо тргни, ја веќе не можам да ја гледам, но нејзе е драга бидејќи е прва и многу ја сака. Така, но тоа е секако нели најубав спомен кој што е подарен на својата мајка, а и за неа секако представува и голема гордост. И сега, кога зборуваш за оваа професија, можеме да забележиме дека зборуваш со толку голема емоција и знам, претпоставувам дека сето тоа тебе те исполнува, резултатите се одлични, луѓето се задоволни. Кажи ми кај нас, колку е застапена оваа професија, дали луѓето се заинтересирани, дали бараат? Ова е одлично прашање, јас би сакала заедно да дојдеме до одговорот. Види, како и секоја друга професија, и ова бара многу пожртвуваност, но
пред се бара посветеност и огромно внимание да се посвети за да се изработи една слика. Јас мислам дека цртањето може да биде одлична професија и да биде прифатена без разлика што сега не е. Нели кога јас ќе кажам, кога ќе ме праша некој што работиш, па цртам карикатури, го гледа тоа како хоби. Јас го гледам како професија и цврсто верувам во тоа дека еден ден ќе ми се поклопат коцките и ќе можам да живеам само од цртањето на карикатури, но сметам дека луѓето полека, но сигурно почнуваат да имаат љубов кон уметноста. Не дека порано ја немале, но младите еве денеска тие сакаат инстант уметност. Нели се што пласираме, се што гледаме на Инстаграм, младите тоа ги привлекува. И јас можам да кажам дека имам изострено око за тоа што проаѓа кај младите. Со самото тоа што ќе добиам некоја нарачка, јас седнувам и првин размислувам како тоа ќе биде прифатено од младите. Од друга страна, познавајќи ја историјата на уметноста, гледам да избегам од нешто традиционално и сепак тоа да биде нели вредно, да има уметнички вредности, но да биде модерно за да им се допадне на младите. Така. Сега кажи ми, која е твојата мотивација и колку карикатури досега имаш нацртани? Од каде ја црпиш таа инспирација? Па, како што ти споменав претходно, најголема инспирација ми е задоволството кога ќе видам, кога ќе се задоволни нели клиентите што ми ги нарачуваат карикатурите, но и самото време додека работам, јас сум фокусирана на цртањето, но всушност размислувам што понатаму, што со следната карикатура, што кога ќе добиам друга нарачка. Избегнувам и најчесто сум насочена на тоа да не ми личат една на друга карикатурите. Секогаш експериментирам, работам со комбинирана техника, но сакам да експериментирам и сега да ти кажам точна бројка колку имам изработено, навистина не знам, но имам Инстаграм страница каде што може да ме најдат вашите гледачи, како карикатури.boom и можат да погледнат. За сега јас немам објавено сите, но тука до мене имам некои почнати што можам да ви ги покажам, кои што се релативно при крај, но уште не се завршени. Јас знам да си дадам и некои проценти, како например, еве ова е некаде 70% изработена, значи недостасува уште тие 30 за да ги добија деталите на лицето, а вака позадината, мислам колата што е направена, телото на момчето е изработено, но сепак лицето треба да се доработи. Потоа имам уште една да ви покажам. Ова е скоро па 99% изработена. Се надевам дека добро може да ја видите. Да. Мене ми е навистина драга, едва чекам да ја завршам. И имам уште една да ви покажам. Тоа е семејна карикатура со 4 личности. Само да видам дали добро се гледа. Да, одлично. Исто така треба да ја дозавршам и ова. И така, значи имам огромна љубов кон ова професија. Јас сакам да си кажам дека ова ми е професија. Сега другите како ќе прифатат не знам, но мене многу ми значи ова работа и се трудам да ја туркам, да ја искачувам на што поголеми степени скалила, бидејќи навистина размислував и се уште размислувам на тоа што би работела друго ако не го изберев ова и навистина не гледам некоја друга работа што толку многу би ја работела со љубов и со жар како ова. Бојан, ти само продолжи понатаму и бори се за тоа што го сакаш, бидејќи можеш да имаш многу успеси зад себе, кои што пред се и самата ти ќе бидеш горда. Најстига, веќе ги покажа и оние слики кои што нели треба да ги привршиш, ти благодарам за тоа. Еве нели нови карикатури ни покажа. Кажи ми колку време одзема цртањето? Па вака, како што ме праша преска за инспирацијата, тоа зависи од самата нарачка, нели од еве да кажеме ти ќе ми се јавиш, ќе ми нарачаш на мене карикатура и ќе ми кажеш одредени детали што јас треба да ги запазам додека ја цртам. Многу зависи колку мене тоа ќе ме
дирне, така да кажам, за да ми даде уште поголема мотивација да седнам и да ја направам. Јас знам да направам во еден здив карикатура, тоа е седнување и работење константно 4-5 часа, готово завршено. Но од друга страна пак сум приметила дека ако ја работам со паузи, пример да работам 2-3 часа, па да правам пауза, дури со денови да правам пауза, па да се навратам на неа, гледам дека сепак квалитетот е друг кога се работи со паузи. И за една карикатура, па јас можам да кажам дека 6 часа ми се доволни, сега зависи колку ликови ќе има нели на таа карикатура, но со еден лик 6 часа се според мене доволни. 6 часа во уживање. Да. Сега, какви бои користиш? Сепак нели си ликовен уметник, на какво платно повеќе сакаш да црташ? Ништо околу тоа. Па вака, јас карикатурите ги правам на хартија. Значи имам специјален блок, тоа е, сега да не ве замарам со техничките делови, но хартијата е 180 грамска, што трпи многу вода на неа, а јас работам со акварелни бои и подоцна, што ви ја покажав таа што е 70% изработена. Таа има само акварел на неа. Неа се и недостасуваат другите, што велам ја што експериментирам. Значи, туш, рапитографи, секаков вид на рапитографи, дрвени боички, фломастери, се што ќе ми дојде при рака, експериментирам, но сепак гледам доза, да има доволна доза, нели тоа да го задржи квалитетот, да не отиде нешто во абстракција. Така. Бојана, јас ништо не те разбрав околу техниките, но мене ми е одличен цртежот и мене ми се премногу свиѓа. Премногу ми се допаѓа, така да си знаеш. Благодарам многу. Сега, кои се карактеристиките во оваа професија? Што треба да поседува еден ликовен уметник? Нели, знаеме дека кога ќе го погледнеме цртежот, секојаш може да представува некоја приказна зад себе. Да, па вака, еден ликовен уметник пред се треба да ги знае правците во ликовната уметност, нели, реализам, експресионизам, романтизам и останатите, да се насочи кон нешто, но сепак во денешното време, нели, има бара едноставно времето од нас да сме чекор со трендовите и да колку да сакаме ние да се определиме само за еден правец, сепак ќе мора да експериментираме, да внесуваме повеќе детали од повеќе правци, мислам од повеќе, нели, аспекти од уметноста, сега како јас што комбинирам, другите уметници верувам дека исто така комбинираат, но за да бидеш еден ликовен уметник, јас сметам дека мора да ја познаваш добро историјата на уметноста, за да можеш да си играш, нели, и да работиш со љубов. Зашто во спротивно е многу потешко и ќе го нема тој жар што го има доколку добро ја познаваш историјата на уметноста. Така. Сега знаеме. Да, повели. Па вака ме праша и за платна. Јас користам платна, но за друг вид на слики. Можам и тоа да ви покажам. Имам тука спремно, се спремив све да ви покажам. Еве пример за платно. Ова е готово платно, купено. Ние на Ликовната академија имавме предмет, еве ја сликата, што уште треба да ја работам. Ние на Ликовната академија имавме предмет каде што изучувавме сами да направиме платно, значи посебно да ги добиеме овие летвички, сега ќе свртам да видите, овие летвички и платното сами да го сковеме, да го направиме, да го захефтаме. Но јас сметам дека во денешно време кога имаме се наготово, на нас уметниците ни е доволно само да земеме четка, нели, кога ќе заигра четката во рака, нема подобро нешто од тоа. Сега јас да губам време да правам платна, а ги има готови да ги купам, не ја гледам поентата јас во тоа, но ако некој си има пасија кон тоа, зошто да не? Зошто да не си направи платно, кога веќе знае? Така. Дали некојаш оваа ликовна уметност ти е помогнала, например, некојаш кога си разочарана, да знаеш да седнеш и да насликаш нешто? Дали малку се одличи од секојдневните мисли?
Да, верувам дека и моите колеги ќе се сложат со мене дека ликовната уметност нуди пред се себе спознавање многу, а потоа дава помош и кога ќе кажеш аман мене никој не ме разбира, дали јас сум луда, што се случува со мене, да седнеш, да направиш нешто и да кажеш тука бил проблемот, еве го оставив на хартија или го оставив на платно, сега знам како понатаму. Така. И сега Бојана, кажи ми досега, нели за цртање нели на карикатурите, кои са биле желбите на другите кои што сакаат да ги имаат нели твоите дела во своите нели домови? Желбите мислите на моите клиенти што ми нарачуваат? Да, да. Нели имаме различни приказки, различни желби кога станува збор нели за да се направи некое дело, кои досега така се најмногу застапени, кои се тие желби? Па најмногу има кога младите ми нарачуваат пример за врска. Ќе ми се јави некој дечко и ќе каже може ли карикатура со мене заедно со мојата девојка. И мисли дека тука завршил работа. Јас ќе му кажам да може и мисли дека тука застанува моабетот и ќе ја чека карикатурата. Но јас барам од луѓето да ми кажат барем две-три информации лични за да знам на што да се насочам. Па ќе му кажам чекај, кажи ми со што се занимаваш ти, кој ти е хоби, кои ти се интересите. Кажи ми со што се занимава девојката, што прави таа во слободно време, што е незиното хоби, која е незината професија, за да можам да направам приказна. И тука почнува нели разговорот, ние се договараме, јас доаѓам до идеја, почнувам со работа, па ми доаѓаат уште идеи, се јавувам повторно на човекот, се консултираме заедно и доаѓаме до некоја крајна дефиниција и доаѓаме потоа до една завршена карикатура каде што јас сум задоволна и лицето што ја нарачало. А вака, па луѓето знаат да нарачат карикатури за родендени, за матури, за веридби, за свадби. Има секаков тип, не знам сега, но најчесто се тие љубовни врски. Нели, кога Така. сака некој да си го изненади саканиот. Па тоа е и најубаво. Да. Едно преубаво изненадување. Кажи ми Бојана, колку е застапеноста на цртање на карикатури кај нас, бидејќи ти си една од оние најдобрите кај нас? Па, Што мислиш? Ти благодарам првен за комплиментот. Па мислам дека допрва ќе почне нели да се развива побарувачката за карикатури и за уметноста генерално, бидејќи сега буџетот на нас во Македонија ни е ограничен и кога некој ќе си помисли да нарачам слика, а па со тие пари можам нешто друго да купам, тука ги кочи луѓето, тој момент ги кочи, но верувам дека ќе дојдат подобри времиња каде што сите ќе си имаме средства да си издвоиме и да си ги украсиме домовите, не мора со карикатура, може со било каква друга уметничка вредност. И да ни биде убаво први на око кога ќе гледаме, потоа и на душата. Сметам дека ќе дојдат подобри времиња, но сега јас да не се жалам, јас имам нарачки, имам работа и се надевам на уште повеќе побарувачка. Така. Но како COVID-19 се одрази врз оваа професија? Па, како и на сите други професии, кај јас ја почувствував таа криза, нели, сепак луѓето беа и се уште се преплашени од вирусот и помалку размислуваат на уметноста, повеќе на другите основни потреби, но знае да ми се јави некој да ми каже аман дај да видам некоја позитива во овие тешки времиња, ај сакам да нарачам една слика, за колку време можеш да ми ја направиш, и многу се изненадени кога ќе кажам можам веднаш, зашто сакам да пружам и во овие тешки времиња некоја позитива на народот. Така. Сега, кои се твоите идни планови? Нели ти секако ќе си продолжиш со цртањето на карикатурите, но дали сакаш на пример сето тоа да го продолжиш и во странство? Дали некој си размислувала на таа тема? Зошто да не? Јас сум многу отворен тип на човек, каде што сум спремна за било каков тип на соработка со други колеги, со други уметници, уметнички друштва, зошто да не работам со некого заедно кога имаме заеднички цели и идеи. Сега за сега во блиската иднина јас сум насочена на дипломската,
сакам што побрзо да ја завршам, нели, целата таа процедура, за да можам после да се фокусирам на поголеми идеали. А имам многу идеи, не би сакала да откривам сега ништо, бидејќи така сакам да си ги чувам за себе и одеднаш кога ќе дојде време да ги изненадам и вашите гледачи и луѓето, нели, што мене ме пратат. И навистина имам многу замисли, но се надам дека оваа ситуација ќе се среди и ќе можам да пласирам тоа што сакам јас. Така, Бојана, само пред самиот крај да споменаме, колку време се занимаваш со цртање на карикатури? Па можам да кажам дека добри 6-7 години јас сум во оваа работа и за тие 6-7 години имам доста искуство, што сакам да го надоградувам и сакам да истражувам уште, затоа што како и во секоја професија, ако стагнираш, ако стоиш во место, ќе те згази и времето и конкуренцијата, а вака ако нон-стоп истражуваш и работиш, ќе бидеш само уште подобар, а мене ми е тоа целта да си се надминам себе си. Така, освен ликовната уметност, кои работи те исполнуваат во животот? Па многу работи ме интересираат. Гледам, слушам, пратам многу работи на интернет. Сакам да читам книги, ме исполнува моето куче, што сега во другата соба, зашто тука ќе е до мене и ќе мора да пазам и на неја додека зборувам. Со неја сакам најмногу да поминувам време со семејството, со најблиските, со другарките и така. Така, Бојана, ти благодарам за одвоеното време, ти посакувам се најдобро, чувај се и уште многу успеси да те следат. Се надевам дека уште наш вак убаво ќе си помоабитиме, како што кажав, да се среди ситуацијата, па те поканам во студиото на Емнет телевизија заедно со сите оние твои дела кои што може нели да ги видат нашиве гледачи и ти посакувам уште многу задоволни клиенти. Праќам поздрави до тебе и те молам и една приградка до твоето кученце. Ти благодарам премногу, Надица, уште еднаш што ме покани, навистина уживав во овој разговор. Сега за крај имам јас едно прашање за тебе. Се надевам дека може. ќе ме изненадиш со позитивен одговор. Дали веруваш во Дедо Мраз? Верувам. Да. Јас сум како некоја мало дете кое што верува во Дедо Мраз, верувам во таа новогодишна магија и го обожавам овој период од годината, затоа што сме нели со најблиските, со нашево семејство, имаме насмевки на лицето, и се надевам дека ова секи нели ќе се среди, сега не можеме нели многу да се групираме, но сепак мислам дека можеме да се зачуваме таа новогодишна магија и да веруваме во тие чуда. И треба да веруваш затоа што еве јас ќе бидам личен твој Дедо Мраз и ќе те изненадам со една карикатура и ќе ти ја пратам по пошта од Куманово до Штип директно да си ја подигнеш и да се израдуваш за празниците затоа што ме покани да бидам дел од твојата емисија. Ти благодарам многу, ова е прекрасно изненадување, ти благодарам навистина, ќе ми биде огромна чест и задоволство што ќе имам твое дело во мои раце. Навистина ти благодарам и си прекрасна и како што кажав ти посакувам се нај и оние 6-7 години кои што ти нели се занимаваш со оваа професија, јас мислам дека можеш да бидеш идол на многу луѓе кои што сакаат да се занимаваат со оваа професија. Бидејќи имаат што да научат. Ти благодарам, многу ми значат твоите зборови. Уште еднаш ви благодарам и на вас што ме поканивте да бидам ваш гостин. Се надевам дека ќе се среди ситуацијата и дека ќе дојдам кај вас во телевизија. Многу би ми значило да се дружиме сите заедно. Со задоволство и ти благодарам уште еднаш за оваа прекрасно изненадување. Нема на што. Поздрав. Поздрав.